Мора да се согласиме дека тестот на времето за едни не го издржа Охридскиот договор, особено ова се однесува за политичките партии на албанците во Македонија, кои сметаат дека времето истече за Охридскиот договор и бараат нешто што излегува од уставните рамки од тој договор. Од друга страна пак за македонците, тој што од самиот почеток беше неприфатлив договор кој всушност беше окарактеризиран како мировен договор за да не донесе ситуацијата до граѓанска војна, но македонците сметаат дека со тој практично се нарушува унитарниот карактер на државата. Јас денеска разговарав со еден од преговарачите и учесниците на тој процес, додека не се постигна Охридскиот рамковен договор. Тоа е универзитетскиот професор Владо Поповски. Предлагам да слушнеме што тој мисли после 16 години за овој договор. Прво, договорот ја прекина кризата. Тешко може да се замисли дека ако немаше некаков договор, дека таа може сама од себе да здасни. Спротивно, имаше многу индиција и потенцијали таа да се развие во граѓанска војна, која што ќе го доведеше под прашање постојањето на државата или пак карактерот на државата. Значи, тоа е првиот крупен резултат кој што настапи веднаш со самото подпишување и во наредните месеци сите оние акции што ги спроведуваше меѓународната заедница за разоружување, демобилизација на групите и така натаму. Второ, договорот се насочи кон политичко-правна реформа на системот на Република Македонија или кон подрачје каде што навистина имаше многу тешки проблеми кои што тежеа во меѓунационалните односи. Например, немнозинските заедница, особено најголемата албанската немнозинска заедница, беа практично исклучени од јавната сфера. Ако располагате со некои податоци, меѓутоа јас ги знам, во државната администрација учествуваа со 1,5 до 2%, во униформираниот дел на армијата и на полицијата со исто толку проценти, во јавната администрација со 6%. Охридскиот договор ја отсликува во моментов етничката слика на Република Македонија, особено во јавната администрација. Да. Од тогаш до денес сликата е променета. Направени се многу крупни чекори во на планот на инклузија или на вклучување на немножинските заедници во јавната сфера. Денеска состојбата е следната. Во државната администрација некаде тоа е прилика 25.000 или 30.000 души или помалку. Има 25% припадници на албанската заедница, што е на ниво на самата пропорција. Комплетно се застапени. На ниво на јавна администрација има 19%. Дали, што сметате, дали Охридскиот договор ги маргинализира помалите заедници во Македонија и клучното прашање кое е деновива актуелно, нацрт законот за јазиците, дали тој излегува од уставните рамки и дали е во духот на договорот за унитарна и мултиетничка Македонија? За јазиците го немам прочитано, бидејќи сум во Преспа, а не сум во Скопје, но за наредните 3-4 дена ќе се вратам, ќе прочитам и на сегментот поврзан со закон за јазиците. Овој момент не можам да ја одговорам од кога ќе го прочитам, а инаку следното, маргинализирањето на помалите заедници е факт. И мислам дека во секретаријатот за спроведување на рамковниот договор беше грешка што покрај главниот раководител кој што е од албанската заедница
што е и нормално, што немаше заменици раководители од сите други помали немножински заедници, например Турчин, Влав, Ром. Секако тоа е клучното прашање и мислам дека мнозинството граѓани кои го дадоа мандатот на новата влада очекува дека таа ќе се зафати со социјалните програми, со програми кои ќе донесат повисок стандард, но ете се тргна кон овие прашања кои за жал повторно добиваат етнички белег, односно се решаваат прашањето на колективитетите, на колективните права. Што е клучот во спроведувањето или неспроведувањето на Охридскиот рамковен договор? Принципот за недискриминација и правична застапеност е нарушен, значи помалите етнички заедници не добија практично ништо или многу малку, но од друга страна юнитарниот карактер почнува да се нагризува и тоа е веќе долготраен процес, а со нацртот законот за јазиците можеме да ја видиме поголемата слика, затоа што од предвиденото употреба на локално ниво, каде што станува збор за 20% на некои заедници кои го говорат нивниот мајчин јазик, албански, српски или влашки, сега се зборува за употреба на државно ниво и тоа исклучиво само за албанскиот јазик, кој исто така е еден дискриминирачки чин. Но од друга страна, не треба да заборавиме дека на последните избори се актуализира така наречената тиранска платформа, која исто така локалните прашања на етничките заедници и дава третман на национални белези, па така се спомнува менување на државните символи, знаме, грб, химна, со дури се оди и до менување на парите, треба да бидат двојазични, на униформите на армијата, на полицијата, кои се белек на унитарна Македонија. Така што, еве, на некој начин влегуваме во фаза на никогаш незавршени етнички прашања, односно никогаш незавршени прашања на албанците во Македонија. Мислам, тоа можеме така да го кажеме.